Јас често размислувам дали 2001 или 2019 е погребот на Македонија. Па како сакате. Ама ако е 2001 погребот, ова е поменот. И сега, што да правиме? Што делае? Што може да биде наша акција? И апропо, Македонија бойкотира и Македонија блокира. Ние рековме ќе се спротивставиме. Има две можности. Треба револуција да дигнете, герила у планина, или политичка акција. Така. Политичката акција значи кога немате методи, мерки, одење на улица, дигање на шатор, штрајк со глад, спротивставување. И тоа сме го правеле. И како студенти, но го правило и ВМРО ДПМН. Бевме пред Државна изборна комисија во 2016 во декември, која сака да ни ги земат двата пратеници. Сега се гледа зашто сакале секој еден пратеник да ни го земат. Која сака да го превртат резултатот од 51-49 на 50-50. Кога беше прегласување во 6-та изборна единица. Значи, што да правиме? Што ние треба да правиме? Ние тоа го правевме. Си дадовме одговор како структура, 80 организации се споја, од кои преку 30 се од македонската емиграција, и рековме ќе протестираме. Секој пат повикувавме и ВМРО да протестира, да искочи на улица. И требаше да биде на улица. Меѓутоа имавме проблем. После 27 април наши браќа се во затвор. Обвинети се за тероризам. Обвинети се дека правеле државен удар. Всушност спречуваа државен удар. Државниот удар го предизвикаа тие што сега имаат власта. А нашите беа пратени таму, тие се наши членови, наши истомисленици, ако не се членови. Заедно марширавме. 75 дена бевме како беше тоа Македонија? Заедничка Македонија. Заедно марширавме. И влеговме на 27 април. Влегов и јас. Еден од кандидатите наши беше до душа кај Заев, го бранеше. Значи, како да искочат луѓето после апсењето? Горан Ангелов е во затвор, Ченто е во затвор, Игор Јук е во затвор. Имаме осудени луѓе. Дедова што ја повлече Рада 4 години мисламе осуден. Драконски казни, закани дека ќе бидат под над 10 години во затвор. И едноставно изостанаа протестите. Народот изгуби верба во нас и вели ако нема политичко водство, тогаш зашто ние да гориме? Зошто да гориме ако нема политичко водство? Зошто некој од вас биде во затвор, ако не сум спремен јас, пред вас да застанам јас да одам во затвор, ако е идејата исправна? Така? Нелсон Мендела 15-20 години беше во затвор. Издржа, излезе и беше председател на Јужноафричка република.